Ако се купи пипер за ајвар, корнишони за туршија или смокви за сладко, не остануваат пари за лекови. Никогаш пред почетокот на месец септември со гајби се носеле производи од пазарите. Домаќинките брзале кон дома за да можат да подготват зимница за целото семејство. Денеска ситуацијата далеку поразлична. Се купува во помали кеси колку да се направи за да се проба. Ако во семејството пак младите заминале во странство, што е се почест случај, не се размислува да се прави зимница. Повозрасните анкетирани граѓани велат од разни причини, но главно од високите цени и селувањето на младите и зимниците ќе се прават се поретко. Зимници ќе се прават ли оваа година? Тешко. Оти. Па скапо е ново и па и децата не се тука. Само 20 стари што ќе јадат. Што најдат тоа. Со гајби купуваме, ама сега со кила. Заради цените? Ради цените, па и толку са парите. Ако купиш од пазарот не можеш апчиња да си купиш. Порано правеме да беа мали децата, ајвар, пинџури, сега сната прави. Има керка на факултетот заврши у Скопје. Она прави, а јас сум сама, не прави. Па скап пипер правиме, ама сега нема. Скап. И у години сме и не ни треба. Многу нешто се правеше, имаш и кој да јаде. Сега младите ги нема, видиш ли, кој чекат? Има ли некои млади? Кој да прави и кој да јаде? Се се цените, кој како си има. Така, ние сме си од цело нешто си произведеме, а инако високи се спрема нашиот стандард. Па и сега уште си правам. Давам си го тоа право по заострав. Те праски си купих модри сливи, компот да си направам, мармалаче, сладко од смокви. Мора нешто да се јаде. Цената на ајварскиот пипер и вчера на пазарот во Штип држеше цена од 70 динари по килограм. На ова ако се додаде мудриот патлиџан и зејтинот, зимницата станува луксус. Ајварскиот пипер и се помалку го има по тезгите и токму затоа цената е висока. Уште пред еден месец кога почна да се бири и продава ајварскиот пипер, цената беше од околу 70 до 90 динари за килограм. Земјоделците предупредија дека оваа цена тешко да се намали, оти во полињата се помалку го има пиперот, а дополнително не е квалитетен заради високите дневни температури ова лето.